сега веќе е време за нашиот прв денешен гостин. Уште утринава ви кажав дека тоа ни гостин кој што ни доаѓа од Германија. Станува збор за председателот на Македонскиот културен центар Македонско сонце Диселдорф, доктор Блашко Димковски. Добро ви утро, докторе. Добро ни дојдовте и во Македонија и во нашето студио. Сузе, добро утро и тебе. Колку што разбрав, ќе слушнеме како се одвиваат сите тие процедури за да можат нашите доктори да работат во Германија. Тоа е темата, така е? Така е. Повелете. Благодарам многу, добро утро и од мене, доктор Блашко Димковски. Ова е наша втора средба. Драго ми е што ни направивте едно многу убаво добре дојде кога ве посетивме со нашата екипа кон крајот на минатата година и таму разбравме дека покрај тоа што вие го менаџирате и го основавте Македонскиот културен центар Македонско сонце, вие сте и доктор по трудова медицина. Така. Сигурна сум дека ова утро има многу луѓе кои што ги интересира каква е процедурата да се стане лекар, односно да се употреби таа диплома, тешко заработена диплома надвор од земјава, по конкретно во Германија. Дали е баш така се едноставно? Па, едноставно во никој случај не е, меѓутоа секој што одлучил со знаење, со труд патот да го бара во една друга држава, знае од прилика барем што следува. Така да со труд и со упорност мора да се успее, нема друг начин. Да. Какви се разликите помеѓу медицинските установи, институциите тука и таму? Медицинските установи таму се технолошки поспремни. Тоа е за мене едината разлика. Меѓутоа, самите лекари, мислам дека македонските лекари имаат исклучително добра теориска подкова на некој начин и многу добро се уклопуваат во тие системи. Да, ние ќе погледнеме инсерти имаме тука, да видиме точно и како изгледа вашата ординација. Всушност, вие сте веќе 5 години си основавте своја приватна во Германија ординација, каде што има значајна улога во германското општество сето ова. Би можело ли сето ова да се имплементира и да се примени и кај нас во македонски услови? Па, видете, секако дека може. Значи, најбитното е да се спречи, да кажем, одливот на македонски лекари по прв момент за Германија, бидејќи знаеме во меѓувреме скоро секој студент на некој начин паралелно со англискиот го учи и германскиот. Таму условите се подобри во аспект на тоа што е полесно достапна специјализацијата, за разлика во Македонија каде што тоа е све, да кажем, централизирано преку клиничките центри. Таму може секој лекар што е специјалист и исполнува одредени услови да може да нуди специјализација на студент, мислам на медицински лекари општи. Исто така, јас со мојата ординација имаме добиено лиценца за да вршиме специјализација, така да доколку некој сака понатака специјализира трудова медицина може да ни сконтактира. Тоа е, значи, причината која што мислам дека е многу битна. Исто така мораме да си го цениме секој наш еден ум кој што се одлучил да студира, да користи средства од своите дома, од родителите, и да спасува животи. Инвестира во себе и што избрал таква хумана професија да спасува животи сега. Имаме ли ние многу доктори, медицински персонал? Последнава деценија некако неофицијалните информации, па и официјалните, ќе речам се дека многу голем процент на тој високо образован медицински кадар веќе некаде се исели од земјава. Да, за жал така е. Имаме ние буквално веќе таму се познаваме како колеги, дури може интердисциплинарно да се поврземе. Имаше, мислам, и некои обиди, некоја лекарска комора на Германија да се формира. Не знам колку е активно тоа здружение, меѓутоа така е. Работата е што во еден период во Македонија постоеше хиперпродукција на лекари и се засити македонското општество со лекари и се намалија платите. Македонските лекари не можеа тука да си го остварат својата, како да кажам, можноста да се доедуцираат и на некој начин почна патот да го барат во другите земји. Секако дека е тоа еден глобален процес, значи не е само поврзан за Македонија, значи
Во Германија пристигат по 10.000 луѓе од цел свет да работат, меѓу кои многу лекари. Што е на некој начин нормално, бидејќи секој сака да се доедуцира и да инвестира максимално во себе. Да. Може би е вака сега прашањето неумесно, но сигурна сум дека гледачите многу ги интересира колку заработува еден просечен лекар во Германија. Па просечен таму се како да кажем по степенот на Хиерархиски одредено, колку долго си во медицината и на кое ниво на специализација си, така да почетната плата би била негде во бруто, би зборувал околу 4.500 евра бруто за некој што сега почнува, и постоја секоја година се зголемува до одреден степен. Платата на специјалист би требало да биде негде од 6.500 евра до нагоре, а некој доктор што е директор на клиника би заработал можеби околу 10 до 12.000, збориме за бруто. Значи сепак се тоа некои позиции кои што треба многу време да се достигнат. Значи како и да е, доктор кој што би дошол сега би можел со таа плата да ги покрие основните трошоци за живот со семејството, меѓутоа секако треба многу да се инвестира во таа доедукација за да постигне едно одредено ниво каде што би се осеќал комотен, бидејќи исто знаеме дека таму трошоците за живот се многу поскапи од тука, така да споредбата е по мое лично убедување не е толку драстична разликата за пошто знам дека во меѓувреме и тука лекарите заработуваат подобро. Така. Да. Колку време вие живеете со семејството во Германија? Ние сме веќе 14 години таму. 14. Се соочивте ли вие со конкретни непознаници, со кочници, со нешто што беше, да речеме, системски така подредено за да едноставно не ви оди во прилог на почетокот? Да, тоа е стандард за секого, значи тоа е непознато општество за нас македонците, кое што има свој стил на, односно систем на работа. Секој треба да биде спремен со некои пречки на почетокот. Имавме многу, меѓутоа животот оди напред. Храбро ги премостувавте. Животот оди напред, мора да се пресретнат тие проблеми доколку се сака да се успее, така да едино нешто што би препорачал доколку некој би сакал да дојде, да биде спремен на такви пречки. Да. Меѓутоа дека сепак таму со труд успехот е неизбежен, затоа што трудот се е универзална, како да кажам, една вредност која што би се и сегде се ценува, така да секој би порано или подоцна се исплати, така. Добродојдени сме ли ние македонците таму во тоа германско општество? Германците се за жал презаситени од секакви странски култури и они се доста повлечени во себе во однос на тоа е познато колку се они добре, односно гостопримливи. Така да не треба тоа се очекува, меѓутоа секој знае зашто доаѓа таму. Доаѓа за да се изреализира, нели, на ниво на, како да кажам, професионалност или да има подобри услови за живот за семејството. Така да ние не одиме во Германија да очекуваме некој да биде со нас пријателски настроен и топол. Или да ви спружи црвен килим и да ви рече повелете. За тоа доаѓаме да одмор во Македонија и тука се полниме со таа енергија што нас не, како да кажам, не створила. Тука така сме створени ние во Македонија. Така е, тоа е кодот, македонскиот код. Така, И покрај тоа што вие имате вашата ординација и ве се бавите со оваа дејност за која верувам дека има многу голем интерес и се повеќе млади луѓе уште за време на своите студии размислуваат каде да заминат некаде надвор од земјава, бидејќи за жал приликите во нашето јавно здравство се уште се на едно лошо ниво. Но се надевам дека ќе успееме да ги задржиме оние умови, оние гениални умови, оние доктори кои што макотрпно учеле некако да се создадат услови да ги задржиме во нашава земја. Покрај сето ова што го работите, вие сте и основач на Македонскиот културен центар Македонско сонце, центар кој ги обединува македонците во тој дел од Германија. Како дојдовте на ваква идеја? Па идејата не треба многу за да се створи.
тоа е едно општество кое што нас ни е, покрај тоа што во меѓувреме за жал многу македонци си го створија својот дом таму, сепак не не исполнува комплетно како етникум, како народ, како идентитет. Децата учат во германски школи, јазикот македонски мора да се форсира за да го задржат, традициите им се непознати, така да тоа беше главната мотивација да можеме на некој начин да се осеќаме во едно катче таму исто, како да кажам, поудобно, по-свој, бидејќи на секој, барем на нас лично, Македонија ни фали секој пат, тука сме родени, израснати, Скопје, само наше Скопје и така натака. Таму е животот динамичен, се работи од понеделник до петок, не се излегува нигде по ресторани, по кафани како тука. Има доста предности тоа, меѓутоа викендите се тие каде што ние сакаме да се дружиме со нашите, ние имаме таму црковни општини, меѓутоа еден таков културна дејност по моје видување е многу слабо опфатена и баш осетив каде постои еден простор за ние да можеме да го како народ да се дополниме на некој начин со тоа што навистина ни фали и секако македонската култура и традиција ја знаат сите во светот, само ние не се ја познаваме доволно добро и мислам дека тоа е битно да се задржи како еден, како да кажам, дел од нашиот идентитет. Да, велат дека кога си далеку од дома многу посилно ги чувствуваш корените. Кој не знае не може да оцени, меѓутоа ние знаеме и тоа е така. Да, еве ги гледаме на инсертите овие многубројни настани реализирани во склоп на програмата која вие ја имате како годишна програма. Што се можеме да кажеме дека досега сте горди на она што сте го реализирале? Па пред се морам да кажам дека ние имавме минатата година во февруар промотивен концерт со Next Time, кој што и Сања Левкова, кој што беше исклучително успешен. Тоа беше за мене еден начин да донесеме една нова свежина во Германија, да искочиме од некој стереотип кој што е познат за диаспората во однос на каков тип на музика се слуша и така натака. Тоа беше одличен успех, од тогаш веќе имавме многу поголем ангажман во нашите активности. Меѓутоа, најгорд сум на формирањето на нашиот инграорен ансамбл, тука ќе кажам под водство на Севдалина и Александар Величковски, кои што исто несебично се трудат да не учат на танците, што некој од нас не ги ни познава, некој ги позаборавил. Со играорната која ќе се облечеме во народни носи, благодарност до клубот во Берлин, господинот Кленковски, кој што ни ги дадоа на позајмица, бидејќи во Берлин клубот е затворен за играорна и ние дополнително купивме народни носи за да ги оформиме сите тие, да изгледа тоа убаво како што треба. Кога ќе се облечат нашите македонци и македонки и ќе искочат на сцена, никој не останува равнодушен, ни германец, ни македонец. Кога ќе заигра седмо-осминскиот такт, разигрува душата и тоа е за мен најголемата гордост што ние во тој дел од Германија го направивме, не дека не постојат други здруженија, мислам други народни играорни здруженија, меѓутоа сепак за нас беше тоа баш кој што сме ние во Дизелдорф, нешто што е ново или го реактивираме после долги години, што немало. Така, што е следно, на кои проекти сега сте насочени во поглед на она што Македонско сонце го планира? Пред се сакав да докажам уште тоа дека имавме концерт со Наум Петревски и Зуица Лазова во ноември, каде што играорната настапи и каде што вие бевте наши гости, не знам, може да гледачите се сеќават. Да, имаше и инсерти, може да видат, да. Имавме големо задоволство да ве пречекаме таму да бидете наши гости. Мислам дека тоа беше исто така одличен концерт и сега во февруар повторно имавме концерт со Андријана Јаневска и ДНК. За жал, морам да изразам сочувство вака јавно повторно до семејствата на загинатите во Кочани и до сите од групата на ДНК. Оставија еден вечен спомен кај нас, една енергија што секој пат ќе ја памтиме. Понатака во текот на оваа година
имаме доста културни проекти кои што би сакале да се реализираат, саем на книга, некои театарски представи или нешто од тој карактер, значи нешто да кажем во мал обем, а сепак културните карактеристики да ги задржи на тие што фактички тоа што нас ни фали таму кога сме. Така. Оно што фасцинира е големата желба да ја обедините уште повеќе оваа македонска популација раселена далеку од дома, токму во тој дел од Германија, со тоа што најголемиот дел, ако не и сите средства од овие концерти кои што ги организирате, одат во буџетот за изградба на македонска црква таму. Во нашиот случај тоа така, ние сме регистрирани како организација за општо добро во судот во Дизелдорф. Имавме минатата година со концертот со Наум Петревски и Зоица Лазова, значи таква хуманитарна акција за да донираме на нашата црква во Дизелдорф. Таму се работите придвижени, се трудиме, сите мора заедно да работиме, повеќе се трудиме, можеби ќе се оствари некои проекти во наредно време, ние сме во тесна соработка, ќе ги поздравам, значи македонската црква Света Петка во Дизелдорф, отец Трајче и сите парохијани, што би рекле во тој жаргон. И сепак ние работиме на едно локално ниво. Во Македонија, во Германија постои веќе изградена црква во Мајнц, кои што се многу успешни како заедница. Исто така имаме во Дортмунд, во Берлин минатата година се удри камел темелник на македонска црква, каде што исто ние како културно здружение настапувавме, така да потребата постои и битно е да кажеме, еве како споредба некои други заедници во Германија, еве турската би ја споменал, имаат по 10 здруженија во еден град, а ние имаме по едно во не знам во кој регион, така да нема ништо лошо во тоа, им порачувам на македонците да се ангажираат на сите полиња повеќе, да не се штедат до толку, пошто знаеме секој нормално и според можностите и ќе бидеме успешни само на тој начин. Да, и да не бидеме рамнодушни. И да не бидеме, да не чекаме све некој да ни сервира. Некој друг сето тоа да го направи, туку можеме ние сите да се обединиме. Драго ми е што споделивме еден значаен дел од она што го работите изминативе 15 години далеку од дома и знам дека секој момент поминат тука низ вашето Скопје ви е драгоцен, а уште неколку дена сте овде заедно со семејството. Ви благодарам што ова утро, рано наутро, понеделнички, дојдовте и ни презентиравте дел од информациите кои што се важни за оние кои што може би се веќе на чекор од надвор од земјава или размислуваат или пак имаат некои своји блиски таму и верувам дека им бевме од помош. Благодарам на поканата. Посакувам се најубаво на вас, на сите македонци секаде низ светот. Така, до некој следен проект кога повторно ќе се работуваме, Иван ви благодарам и убав престој во Македонија. Благодарам на вас. Престојните денови, а сега искремаме некој прилогче, така нели? Да, јас прво ви благодарам и посакувам повторно да ни дојдете на гости. Благодарам.